Благодарам. Добар ден, ВМРО ДПМНЕ. Добар ден за Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Добар ден за сите присутни. За членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, за членовите на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, председателите на општинските комитети, членовите, гостите, добар ден на сите на овој голем собир на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани присутни, задоволство ми е што имам можност да ги поздравам членовите на Унијата на жени на оваа 12-та поред годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Унија која во минатиот период вложи голем труд и голема креативност во успесите на ВМРО ДПМНЕ, но и во успесите на Република Македонија. Честитки за вашата работа. Честитки за вашето залагање. Честитки за вашиот труд. Честитки за вашата креативност и за вашата љубов кон Македонија. Честитки и за раководствата на сите поранешни состави на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Поздрав и до поранешните председателки на Унијата на жени. Тука и првата председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. И секако честитки за сегашното раководство на Унијата на жени, предводено од Косана Николич Мазнева. Тим кој рамо до рамо со раководството на ВМРО ДПМНЕ во минатата година се бореше и во добро и во лошо. И се изборивме ВМРО ДПМНЕ да добие председател на Република Македонија. Се изборивме на последните избори да имаме рекордни 59 градоначалници, вклучувајќи го и градот Скопје, и да ја добиеме историски најубедливата победа според бројот на освоени мандати на било кои локални избори досега во историјата на независна Република Македонија. И што е најважно, и речиси во средината на четвртата година на власт на ВМРО ДПМНЕ да имаме подршка од граѓаните посилна отколку кога ВМРО ДПМНЕ победи на изборите во 2006 година. Во овој успех големо влијание и голем удел има и Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. И јас сум ви благодарен за тоа. Но оваа политичка гарнитура, каде партиципира и Унијата на жени, имаше и многу позначени успеси оваа измината година. Поречи си 2 децении гетоизација на нашите граѓани. Поречи си 2 децении таукање, молење и понижување пред амбасадите на европските држави во Македонија. По 2 децении изгазено достоинство и чувство на отфрленост. И по 2 децении на лажни ветувања на многу политички гарнитури кон граѓаните дека ќе ги направат потребните реформи и дека ќе го решат проблемот. Конечно, пред 2 дена, македонските граѓани ја добија слободата која ја немаа. Дојде до укинување на визите за сите граѓани на Република Македонија, за европските Шенген држави. Европа ги отвори портите за граѓаните на Македонија. Процесот на европеизација на државата доби една нова смисла и една поинаква содржина. Младите луѓе, но и повозрасните, сега веќе имаат многу повеќе можности, имаат отворени врати, имаат повеќе шанси. Сонот се оствари. Урнате Шенгенскиот зид за Македонија. Едно големо ветување на ВМРО ДПМНЕ е остварено. Благодарност до сите граѓани и институции кои учествуваа во ова. Благодарност и до Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ за целата подршка која ја даваше преку многу своји членки на раководни позиции, преку многу своји акции, преку многу идеи, преку многу енергија.
Втор значаен успех и сериозен напредок беше добивањето на позитивен извештај на Македонија од страна на Европската Унија и препораката за почеток на финалните преговори за полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија. Многу работа и посветеност на многумина допринесоа да ги исполниме сите потребни бенчмаркови, сите потребни реформи, се вкупната модернизација на земјата,